Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Hey guys, welcome to Skopje, Macedonia. How do you like Skopje and how do you like this festival? Thank you so much. We are very happy to be here. This is a great festival and we really love this beautiful place, beautiful people. So we are very proud to be here. We hope it's a good night for everybody. Do you like the girls in Macedonia? Oh yes, in Macedonia there are many cute girls and we come from Italy and we love nice girls here. There are very many. Okay guys, thank you very much. Have a nice concert and see you. Jakov, odličan nastap. Kaži mi kako se osjećaš sada poslije nastapa. A što on bio odličan, prekrasno se čuvствувам, прекрасно, наистина. Добре хитови, публика уживаше, очекуваше ваква енергија, ваква публика и слично. На почетокот не толку, не ми влеваше таква надеж, меѓутоа како изминуваше време се повеќе и повеќе, веќе секој квадрат стана по четворица. Тоа е добро. Колку си задоволен од Пиволенд организацијата и се вкупно тука што се случува? Па Пиволенд веќе низа години наназад екзистира во градов. Јас и на неколку пати имам свој настапи на Пиволенд и не само како учесник на сценава, туку и како и пивопија, односно љубител на пивото. Така да Пиволенд од година на година си го доживува својот развој, своето оправдување за неговото постоење. За крај само да не те задржувам, кажи ми што ќе кажеш за гледачите на Бла-Бла? Бла-бла, само бла-бла и бла-бла. Ексио, брат, имево од каде? Имево, па затоа што на времето кога бевме млади свиревме Риблја чорба и тие песни. И сакаме да свириме Ексио, нели, како деца, нормално четврто, пето оделение, али после ни текна дека Ексио ствари на англиски означува бившиот ти. И бившиот ти за сите политичари што се овде, нели ги знаете, додека се на власт се они, а потоа се бившиот и ги нема никаде избегаат и а свириме панк, па мора да е така. Интересно е дека на 8 март имате оформена група 2014-та. Кажи ми, ваши авторски песни имате, свирите така? Се правите? Да, бендот се базира на авторски песни и туку таму некој кавер што ќе направиме. Како сте задоволни од настапот сега? Што очекувавте, што добивте? Па ништо не сме очекувале посебно. Во Македонија што можеш да очекуваш? Со панк во Македонија ништо не се очекува. А во Кочани како реагираат на панк музика? Пошто, уствари, панк, ама мешате со уште нешто, не е чист панк тоа што свирите вие? Мешаме со рок и со поп, и исто така мешаме и со хардкор. Па во Кочани, да ви кажам искрено, дори сум изненаден дека доста добро реагираат луѓето за панк рокот, за поп панкот. Многу сум изненаден од тоа. Одлично. Да. Добро брат, за крај што ќе кажеш на гледачите на Бла-Бла? Слушајте панк и немојте да гласате.
Спектрум, брат, сега ќе настапувате, што треба да очекуваме од вас сега? Значи, ние свириме прогресив метал со кор елементи, така што има се за секого. Ти текна има мирни делови, има брзи делови, ако некој сака да се шутка, ќе се шутка, ако некој сака да лабави, ќе лабави, имаме делови за сите буквално. Инструментална музика свириме, така што нема некој да ни мрчи, демек металци сме биле, сме правеле, не сме правеле, ти текна инструменталци сме. Така ли е? Така е. Добро. Колку време постоите? Постоиме, да речеме, пола година. Не цела година. Од почеток на 2016, али до сега кога спремивме цел албум, буквално материјал за цел албум, наскоро ќе го снимаме албумот, после тоа некоја концертна промоција и така планираме да се прошириме низ сценава. Добро, колку ваши авторски песни имате? Па, Сите авторски. 8 песни ќе свириме се на се, тоа е како цел албум basically ќе биде. Само реков, треба да го снимиме наскоро. кој е кумот на, тоест кој го крсти бендот? Јас. Од каде идејата, од кај дое тоа? Абе, седевме у гаража, нешто се заебававме и сега деме кај име, како ќе крстиме име. И не знам од нигде ко громот ведро небо ми падна, Спектрум ќе се викаме. И овој вика, И викам Спектрум као демек спектрум на музики, поише музики воедно, пошто сите четворица слушаме различна музика. Така да тоа е тоа. Одлично. За крај што имате да кажете на гледачите на бла-бла, освен моралната поддршка што требаше да даеш, ама не, да јеби га, добро. Он ќе каже ти сега морална поддршка, ајде. што ќе кажам? Што да кажеме? Дојдете, слушајте не и забавувајте се и тоа е тоа. Поддржувајте млади бендови, поддржувајте организации што поддржуваат млади бендови, да има алтернатива сцена за секогаш, да не изумира, да не бидат овие сите потезги да свират, мора да има малци алтернатива у Македонија. Мац, добар настап. Пред сега да прашам како се осеќаш и одма прашање за името ме интересира, Сватовски. Па името ја не го дадов, тоа ми го дадоа сватот и Владе. Јас се осеќам супер добро, пиво Лендов ми се допаѓа како манифестација посветена на пивото. И така, девојчињава супер, еве го ни помогна вечерва како тапанџија. И него го поздравувам исто. Ја го поздравувам сватот. Јас сакам Еди исто да го поздравам, а исто и другарка ми Сара и наставничката од средно. И сите што ме гледаат пред малите екрани. Сите да ги поздравиме. Кажи ми, љубители сте сите на пиво, така? Како е пивото оваа година? Што како? Како е пивото оваа година, добро ли е? Па добро е, сега втората тура добро ми испадна, 2 тури имам више супер пивце, пред тоа ми скиснуваше, кисело беше, сега помал красат, ама ја си го пиев, пенил не пенил. Кажете ми нешто повеќе за правецов на музика на бендов. Некоја девојка сега, вие што да правам, мора вие да кажете нешто. Нека каже фронтмен, че ги пише текстовите. Сепак она, добро, прашањето за него значи. Ајде да прашаме за правците фронтменот. Што за правецот, кој правец? Па во кој правец би спаѓала оваа музика вие што ја правите? Добро, ми идеме у најдобриот правец, ствари, али речи го. Али има тука многу влијание на музиката, тоа уствари испадна сосема така случајно. Ја имав една песна за мајките пленумки што беше посветена, али таа само една беше и таа беше за светската правда, пошто они исто се бореа за светската правда. И речи го, за да не биде една само таква, сватот ми стаи уште едно 7-8 што ги имав со гитара, песни така и само пеење и детски песни. И сега наскоро исто планираме
да правиме, речи го, збирка детски композиции за децата од рокерски фамилии, а нарочито за нивните фамилии ќе се века проектот. И имаме и уште едно нешто, тоа е, речи го, една квази рок историја на бендови како што се Тетоважа, Прсу Гъс, Ентититуиција, Готик Екзотик, што никад не се спомнале на ова тло, али имаме ние документација и тоа ќе биде објавено. Добро. Интересна е причата како вие две имате улетано у бендов овдека. Може ми кажете нешто повеќе за тоа како сте се приклучиле? Мисла улетано, идеш на свирка да испоштуваш бендови и така чуваат на сцена, ајде влагаш у бенд. Немаш појма на еден текст, ама битно е да учествуваш и така за тек на време со проби, ова се дешава. А во исто време влеговте, така? Не, ја влегов една година понапред. Ти на ист начин или? Ја кажам на Д фестивал уствари Дорјан кога се враќав од плажа ме собра за мокра гоза со пешкир. Ми треба некој за на сцена, онака треба само да стои, ништо не прави, добро. И кога почиња да пее, треба му пратиш текстови да му читаш од уста, кога кажи ми ги текстовите, не може. После се одлуча ми ги каже и така почнавме да стануваме покомплетни. Али во секој случај кул изгледате и иако сте половична постава денеска. На одмор се другите членови. Сања е на свадба, Весна слушнав дека сега дошла, па не сакавме да возбудуеме, а Буба е на работа и затоа Еди го праша вчера да ни излезе у сусрет, еве прашате го, он може ли се истом дај? Да, ја само што се вратив од одмор со пролив, ама добре, добре. Диареа, стомачен вирус, све, ама идемо јако, а? Или јако или никако. Добро, момци. Што сакав да го кажам, првиот пут Сара која настапуеше, не знам дали беше со Сања и ова со Сашка или Зашо? у Дојран. И сега, Сашка. И сега ја ги викнав, реков девојчиња, ајде дојдете да пеете со мене, он рекол важи. И ја почнав, они која се заправива му. И сега се вртам, ака никам. Сваки. Добро, за крај имате ли некој нешто да каже, некоја порака, било што на гледачеве? Тоа е или се заебаваме, друго нема. Така имаме. 3-4. 3-4, пичка! Брзаме, Генезис е со нас. Генезис се треба да пушта Рока, транс, треба пушта музика. Брат, што ќе кажеш? Ништо, ептен сум задоволен, ептен сум полн со ентузијазам и вечер тука сум за да ве забавувам. Треба рокаш 3 сата, спремен ли си, брат? Спремен како никад. Да, како пушка? Узи. Што ќе пушташ, има ли некои познати траке што си ги имаш омилени Има за... нешто познато, има нешто неиздадено, има нешто мое и така да оставам на вас да видите. Одлично, кажи ми што очекуваш од публика, да се забавува, да што се дешава? Ќе видиме на крај. Очекувам цело време да игра. Пиво? Таква е мојата музика. Пиво пиеш? Пијам. Јак пиволент оваа година, задоволен од организација, Задоволен од организација, се надевам наредна ќе биде бољи. Одлично, за крај што ќе кажеш на гледачите на Сакам Блабла? сите one love, бидете добри, сакајте се сите, ве сакам и јас. Чао! Јадеме тука домашна сланина и се навоѓаме на најдоброто место на Пиволент, кај што е срцето и душата на фестивалот. Има све и свашта, нели, без навреда за колегите од онаа страна и онде на DJ Stage. Овде сме на Бла Бла Stage со Грицко. Грицко, како ти се чини? Мене ми е топ, целото ова што се случува е баш прекрасна ствар, е добро одбрано во добар месец, кога сите се вратени од одмори, пред да почнат у школа да одат. И прекрасно можеш да видиш разновидни луѓе, разновидни штандови со разновидна музика, разновидна храна, разновидно пиење и самото тоа ми кажува дека целиот фестивал е добро, прекрасно направен затоа што има за секого и нешто и се што. Зашто си мачкан на главата? Јас сум мачкан на главата затоа што имам нова тетоважа. Поздрав еден голем.
За Симон мајсторот. Наскоро правиме емисија за тетоважи. Симон обавезно. Ацо. Симон, Ацо наш. Ацо, Симон, Ацо. Исто. Штрумф. Тие се тие. Емилија. Блес, ајде. Еден поздрав стварно од организацијата, значи начинот на кој го извела ова, знам дека има многу работа, се труделе да го направат, али е стварно направено баш како што треба, ми се свиѓа што има за секого, баш што му сака душичката, таква музика вако. Има и фудбалче. И фудбалче има маси. Легално е. Се е легално тука, значи нема нешто што не е легално. Дури и присуството на сите луѓе е легално. Именјак Иван Ајнштајн, како е брат? Прекрасно е, брат. Како се осеќаш после настап? Леле, како ова ланчево, како 50 Cent се осекам. Ептен. Како 50 Cent го поклони од публика, тоа треба да кажеш, фанови. Онија, фала многу што ми го поклонивте ова безценето ланче. Го поштоеш 50 Cent? Не, се заебавам, не, го поштувам без зашто си прави музика човекот. Ама не, битна е ланче, битна е љубовта со која што е дадено ланчево. Каже ми, Иван Ајнштајн, зашо не е Тесла? Затоа што тоа е сосема на рандом, тоа беше муабет од основно, пошто бев бубалица и мора да ми дадат име на некој научник или филозофи. Јеби га тоа, Ајнштајн, не си го прифатив, као сака да ме заебаваат со тоа, Ама не им дозволи. Не, мене ми годеше тоа, леле се мислам, леле колку сум паметен човече, Ајнштајн, вау. Ствари нема врска. Воопште нема врска со музиката, не мислам ништо. Дел си од СКЦ, спремате албум, рокавте сега на сцена, до кај се работите, има ли планови за иднина, како што ќе биде? Па, моментално сме во изградба на студио, во усовршување на нашето студио, повеќе се фокусираме на продукција, аудио и видео продукција. Инаку да, како што веќе спомнав, недела ќе рокаме пак на Бла-Бла стејџот заедно со СКЦ и би сакале да дојдете пак. Инаку да, спремаме нешто албумче, едно друго, спремаме повеќе проекти, гледаме во последно време да го хајпаме малку Скитер, така што очекувајте најмногу проекти од него. И тоа е тоа. Кажи ми за уште едно-две прашања, инспирација, брат, од кај зимаш, морам клише прашање, али еби га, секој рапер го прашувам. Инспирацијава? Да, знам дека го прашуваш секој рапер. Инспирацијата и зашо бе не ми кажа дека ќе ме прашаш ова? И да, све договорено однапред, да ти ама ова не беше те заебав. Од тебе јас имам инспирацијата, ти си ми инспирација вака кога ќе те видам. Да, брада. Иван, леле брада, сакам као тебе да бидам, ама не ми расте толку брада. Ама нема, ти си ми инспирација најголема во мојата музика и во животот, за се. Ева, добро брат, за крај што ќе порачаш на гледачите на Бла-Бла? Ќе порачам да нема омраза, да има само љубов. Ви благодарам. Ајде, почнеме од најмалиот у екипата. Те викаат ли Малиу Мало? Па мали не ме викаат, ама има други прекари као Топола, Гуливер и не знам, са не ми текнаа други. Долгиот, да. Длаги со акцентер. Интересно името на бендот кој го крстеше? Кој? Значи бендот го крстеше еден лик од кај мене, што уствари ги имаше многу и името е создадено од игра, односно магија од Паладин, од Вов. У превод без значено не контролирам без, така? Па така ќе му дае, да. Бескрајен сакаме ние го сакаме зборот бескрајен, повеќе го преферираме. Нека биде бескрајен. Нама некоја митолошка димензија на името. Издрогавте јако на сцена, као сте задоволни, некој од вас да ми каже? Супер, задоволни, све најбоље. Кој ти го пружа у Македонија? Никој. Дојди, отсвири, иди си. Тоа е тоа. Тоа што очекувавте, тоа го добивте валјда, претпоставам? Да, дефинитивно. Публиката беше супер, си журкавме сите јако, тоа е тоа. Кој е правецот што го завзема група? Па највише Спид Треш, највише. Како реагира публика на овој правец? Па стално кога ќе видам дека се шуткаат, знам дека реагираат добро, тоа ми е најубавиот осеќај кога сум на сцена. Се шуткаат. Сериозно кажа осеќај? На почетокот беа срамежливи малце,
ама после ако се соблеков, гледам се опушти, ај, добро беше. Прслици да леташ. Да, добро беше. Да не почне гаќи у пичку матера, тоа више за гражувачка. Сега, тоа е више next level, ќе видиме на наредна ваква свирка може ќе летаат и гакички. Знаеш тоа како е, ако сме боле ќе летаат и гаки, сега стигнавме до прслук. Рокате втор пут више на Пиволенд, ќе има На трет. бла, па се надевам ќе има и трет. Така. Да. Добро, момци, за крај нешто порачате, кажете мото, лото, што сакате? Ово е по мотото, нека каже, ајде. Сакајте се. Не, наскоро ќе го извадиме албумот, првиот албум, првенец, Негатив Пис, така да очекувајте го тоа и набавете го. Од кај било? Од интернет најбитно. Само нека се слуша, И пиво се разбира. Тоа е тоа. Лир Пир поново од Бла Бла, као што крстивме Лазар, Лука, Инклингс група, Рап Позитив, Лирикуен пироман. Што пропуштив да тија? Нема. Никола Вилковски, Лазар Христов. Цобе го пропуштивте, него Цобе, поздрав до него и он вечерва ќе настапува. Тоа сме цела екипа. Прв пут на Бла Бла стечка, аз се сега да момци овие многу добри као на Матрикс. Да не те викаат Нео случајно? Не, ме викаат Лазар случајно. Мислам намерно ме викаат Лазар. Така ми рекла мајка ми кога сум се родил. А наочариве нови ли ти се? Наочарите не, стари ми се наочарите, само не ги носам многу често, обично вака кога имам многу сонце ги носам, така, доста се корисни. Или многу светло евентуално кој има од страна, голупа. Се мора. Шала на страна се позебавме, Инклингс група, кажи ми нешто повеќе. Значи денеска ќе испукаме неколку ствари од албумот што ги имаме, ќе биде она предпромотивно. Албумот го планираме негде ноември-декември месец и тоа е тоа, ќе чуете вечерва. Што имате планирано за роката денес? Па шо знам денес ќе се рока нешто соло пироманот, нешто од Рап Позитив, нешто соло јас. Од Инклингс ќе се рокаат некои нови песни неизвадени што се до сега, така да ќе видиме. Класика наставот кој што ние, така да ќе видиме. Инклингс имало интересно од кај доаѓа, што се дешава? Инклингс зборот вака на англиски значи знаење самото име. Иначе исто така има као повеќе значења, пошто Инклингс, нели инк е мастило и може да значи ко мастилџи, а порано во 1929 до 44 година имало група со Толкен, нели на Lord of the Rings писателот. Конкретно друштво на писатели за разменување на идеи и тоа е тоа. Од тама на тири имена, ние го изменивме, дојавме Z тука на крајот. Ставите на крај Z како Motherfucker Z. Точно така, Motherfuckers. Како не знам, како motherfuckers. Момци, за крај имате ли нешто не кажете? Ке изрокате јако тоа, знам и посакам среќа. За крај, што ќе кажете на публиката? Кој сака да каже прв? Јас ќе кажам прв. Значи, нашето мото, Инклингс не знаат за зборот стоп. Тоа е тоа. Гледајте Бла Бла ТВ и гледајте на нас сега. Овој Лазар. Јас ќе кажам за крај. И кажи за почеток. За почеток, ова ќе биде крајот. Флукс, како е? Топ, одлично, журче, супер сезање, супер луѓе, добар фестивал. Како пројде настапот? Колку си задоволен? Па, тројка, добра. Добре. Кажи ми, колку си задоволен од целата организација, од Пиволенд и сите тие од пивото, колку си задоволен, пиеш? Дали си љубител на пиво? Да. Пиеш? Да. Публика како реагираше на песна? Валјда добро, по име немам, не дека ја многу кревам глава додека тропам позади. Ми тече пот од сите страни, не можам баш да гледам, али верувам дека добро. Што е потешко? Бумњар, фронтмен, бас, што е најтешко од цело? Не, по име немам. Јас само бубњеви свирам цел живот. Да, не си пробал ништо друго? Сум пробал, ама тоа е само сум пробал. Спремате ли нешто ново во иднина, знаеме, ни кажете нешто вака од прва рука? Класика прашање, не знам што да ти одговорам, зашто ние се тегнеме као црева,
не сме баш многу, али сигурно ќе имам уште еден албум во најмала рак. Се надевам до година. Одлично. Брат, да не те задржувам, за крај кажем имаш ли нешто им порачаш на гледачија? Па фурајте рок-н-рол. Тоа е тоа. Димитри, јајо, како е бачко? WhatsApp, дечко, како иде? Добро, еве, само што пристигнавме. Мислам дека вечерва ќе се дешава добра журка тука на Бла-Бла стејџов. Па ќе има добри артисти ќе настапуваат, мислам дека и браќава слават вечерва, мислам дека 20 години Букас, motherfuckers! Тоа е тоа. Како се осеќаш сега на Бла-Бла стејдж? Кул е све. Стејдж се осеќам супер, добро. Се сместивме, пиеме пивце, земавме мезенце, нешто едно друго, ќе видиме како ќе се понашаме понатака. Што имаш спремно, што ќе рокаш вечерва? Па вечерва ќе почнеме од постарите траки, од 80-90 рап, па нагоре па ќе вртиме нешто македонски хип-хоп и после тоа што ни дојде, како ни дојде ќе направиме добро журче. Значи ќе биде јака. Биде јака журка, да. Океј, за крај брат, имаш ли нешто да им порачаш, освен и јас што имам да им порачам да дојдат ако не биле тука и ако не биле пропуштиле доста. Да дојдат, да пијат пивце со умерена доза и да не пијат кога возат. Тоа е финтата, да дојдат да се дружиме. Мислам дека Пиволент оваа година добро помина, па ќе видиме понатака другите сезони како ќе биде. Поздрав! Поздрав, Бла-Бла, check it out! DJ Slave motherfucking yeah! Кој е задоволство? Како си брат? Евентуално. Што има ново? Евентуално. Омилена боја? Евентуално. Карирана? Не, озбилно, што има ново, што се деша? Случајница ме фати од колегава твоje, од ова, иначе друго, се по-старо. Да направиме журче, да си поминеме најубаво што може. Немојте да пиете и да возите, возете точак, одете си со точак дома. Значи консумација, одговорност и слично. Одговорна, да. Што ќе рокаш вечерва? Па кој за на блага ракија музика, така нешто. Так, евентуални хитови, така, евентуални музики. И се евентуално? Да, се евентуално да речем. Кажи ми на професионално поле, како се што има ново, спремаш ли нешто? Па да, спремам да се женам на професионално поле. Друго, продавам Југо 45-ка на професионално поле, тоа имам да кажам за на професионално поле. Колку продаш Југото? Па кој колку ќе дае се, ќе видим. Не е битно, нека иде. Надавање има, надавање. Нека иде живот, јас се не боим. Так. Очекуваме рокаш јако вечерва. Кажи ми порака за гледачите на Бла-Бла и може ли брат да те замолам на легендарен шадаут да направиш као тогашниот кај Джака со драйв-бај ако ти текнува да направи, можеш ли брат? Сега се. Прво и основно требаше ми кажеш порано едно јајце да испијам. Сега сум малку зарибан да не те обрукам и тебе и сега и јас себе и овакво и роđена емисија да ви обрукам и роđена телевизија. Да оставиме тоа за наредна прилика. Вака да не, ама да не ми се наљутиш. Не, тама рада. Ако монтажерот го најде делот со шадаутот, да го пушти обавезно. Ќе убац. Да, дефинитивно. Фала многу. Фала и ка вас, ние сме од Дебар бањите горе, па ќе се видиме. Фала ви многу. Пријатно, фала за се. Фала што ми изведовте на прав пат. Фала. Кртот, како е брат?
Поштовање братче, одлично. Како си ми? Одлично, и јас гледаме трансформација кај тебе. На што се должи, бе? Брату, и женската и животот у Македонија, темпото ни е такво, убитачно, така да цела диета ја должам на нашата држава. Кртот е многу интересно име, најверојатно беше underground, тоа беше целта на... Тоа е моментот, да, иначе е контра она што е, нели, што се води тезата дека е тастер, дека е човекот што оди од позади и слично. Јас сум контрата на тоа и баш го темелам на она со земјата, има поврзаност. Ке рокаш вечерва на стејџот на Бла-Бла, што може да очекуваме, кои песни ги спреми? Пуцаме, па тие класиките што се, значи сармите обавезно, нели 2 милиона сарми ки иде, лилјаците ки идат, тоа се парчињата што имаат видеозаписи и ки има и нешто ново што го пуштив со албумчето и плюс нешто што треба да се издаде, ама ќе го рокнеме са на битчинг. Ке го рокате премиерно, така? Да, има две ствари што ки идат на CD-то, ама сега ќе ги рокнем. Тоа е шитот. Пивцелот ти лежи, ти прија? Таман, одлично. За крај, брат, што имаш да кажеш за гледачите на Бла-Бла? Било што има да кажеш за крај? Да се држат, да се живи и здрави само на нозе, а сме, тоа е најбитно здравието. Пошеве по мене се гледа. Здрави ако немаме ништо немаме. Малку повеќе трпение и тоа е тоа. Да гледаат Бла-Бла ТВ, да пратат све, да почитуваат, да поддржуваат и секогаш да се први тука со нас. Криви скроз, guilty as hell. Зашто? Зашто? Уствари, не зашто, него зашто? Оса. Не се знае. Не, никад не се знае. Не, крив скроз, затоа што не знам, ние сме скроз криви, скроз различни валја од другите. Не знам, појма немам. Чекај, криви скроз као криви или криви као guilty? Као крив, па да, искривен, као искривен, не као криви. Да. Ние не сме виновни, ние сме искривени. Не со крива кичма, не нешто така, него... Јас сум со крива кичма тука, ќе ве заменам, ќе ве надополнам ако... Космодис ке ве реклама да лупнеме тука. Што ке умре тоа одамна, ама тоа е тоа. Што ке рокате денес, момци? Владо? Ние како млад бенд, и лани бевме млад бенд, планираме да останеме млади, како Здравко Чолич, 10 траки. 7, 8, нема да сме многу досадни. Имаме некој устил, весели песни, има едно видеовце, тоа ако сте го виделе, у тој фазон ќе тераме исто. Добро, што очекувате? Вечерва, публика, разиграна, пиво, заебавање, гаки да ви фрлат на... Има... Пички, добро. Има се таков момент со гаки, ама колегата Булјаш уствари не овакво, не ги донесе гаките. Булјаш. И сега се мислиме дали Буцо да ги фрли гаките и да виде тоа како шаторско крило. Да, така, 20-тројца може да фати одеднаш. Ето го и Васил тоа. Момци, не ве заражавам пред настап, кажете ми имате ли нешто, кажете... Значи спремаме ново видео, некој треба да го снима. Некој? Албумот индиректно. Ама уште е онака, си го чуваме за у гаража, убаво ни да си го слушаме. И вториот е веќе на пола пат да излезе, така да видеото, па првиот албум Здравје на есен, на пролет, пак. И така, добро бе, добро, шо. Не ставаме временски рамки, а не излезева после фановите љути, ќе ви фрлат пат. Добри сме, овде многу чекаме да настапиме, ќе ни се љутат фановите, ќе има добра забава да знаете. Да. Таа со големите цицки е братучетка му. Да е. Добро. За мене ја спремам. Значи ние да не се приближуваме на тоа. Па може сега, кој прв ќе стигне тој? Он е женет, така да чарете му. За крај што ќе препорачате на гледачите на Бла-Бла? Владо? Што да препорачаме за гледачите? Гледайте Бла-Бла ТВ, најбољи се, underground се и до година на болји стејч и уште болји бендови, само напред. Така е. Тотално опуштање, тотално опуштивте публика, а како се сегаш после настап? Па така, убаво. Супер, петка. И вчера си направивме интервју и денеска и утре и задутре да ми дојдеш и дома на кафе ми дојдеш да си направиме муаве така. Па добро, може и на пиво, што не мора кафе. Пивото оваа година е добро, така се погоди. Да. Како си задоволен од реакција на публика додека свиравте? Па добро, убаво, така. Има млади девојчиња така, се зезаат. И машките рипаат, скокаат се.
Случајно видов дека и прслук имаше фрлено овдека. Озбилно го фрлеа па им го врати или како што се деси? Едно девојче си го побара и го врати. Иначе не, стварно прслук имаше фрлено и го врати човекот. Како се сегаш кога ти фрлаат прслуци гаки на сцена? Па добро, углавно да се чисти да не се нешто. Одлично, можеме ли нешто ново да очекуваме од тотално пуштање скоро време? Па сега за сега би требало за година дена две. Пошто свиравте од новиот албум сега песни, добро реагираше публика, задоволни сте? Па да. Супер. Добро, за крај што ќе не кажеш да не те задржувам, брат, камерата е твоја, повели, кажи ако имаш порака, мото, еднош се живи. Па ништо така. Евете се, али пазете се да не се зевете. Имајте заштита. Како пројдовте, момци? Молим? Како пројдовте, момци? Прекрасно пројдовме, многу убаво си поминавме. Ние битно се забавljавме, сега као звучевме таму, не ни е многу гајле, битно на нас се го испуравте ваше. На нас ни беше убаво, да. Респект до бла телевизија. Па да, брат, респект и назад. Респект до бла ј. Секад се рокаа на сцена, како се задоволен на настапот? Па добро е, може и подобро да биде, али е одлично сепак сега. За сега само малце. Принцип увек може боле, али тоа е што е окей. Тоа е тоа, задоволни сме, нема замерка, нема приговор, окей се. Што рокавте, момци? Строго хардкор. И мрсен рап. Мрсен. Со зејтин или со свинска маст? Повеќето беше со свинска, повеќето беше. Со свинска маст, ево. Фала му на Бога, таква ни е верата, не ни дава да мешаме, као окей, можеме свинска маст. Колку сте задоволни од Пиволент и целокупно од нас што се дешава тука, бла стежот, организација слично, попалете ме пичка ме. Види, слушај, све беа бла брат. Иако не, кој е најболи моето? Кој е најболи моето? Мислам вие, ајде, двајцата и со се камерманот, окей? Да не биде само ти, мислам, не си само ти у екипата, вајле. Не, шала на страна. Ти си најубав. Ама и минатиот пут нешто вакво ти спомнав, значи не ти се пуштам, ми се допаѓаш, ама не ти се пуштам и зафатен сум. Иначе ти Што имам? ја ќе ти кажам, зато има брада вака само тука. Му кажав, баш истото му го кажав минатиот пут. Сега пуштај тука. Принцип него најубава боја му е виножито. Ова е нашиот, не се извинувам, ова е нашиот продуцент доктор Ангело, по поштовање на битови. Бла ТВ. Не, шала на страна, колку сте задоволни од настапот сега стварно? Чиста десетка. Озбилно, за мене е десетка, за моите колеги нека одлучат. Продуценци, ти мома кажи нешто повеќе околу твојата работа и улогата у целата екипа. Мојата работа е максимално посветеност кон моите другари, да направиме да биде најдобро, да звучи све како што треба. Максимално се трудиме, најраперски муавети се, идеме настапуваме, завршуваме идење на пиење и тоа е тоа. За крај да не ја задржам, момци, имате нешто да кажете, да промовирате, нешто што не ве праша, па сакате да кажете вашите најскриени желби, фантазии, фетиши и слично. Не фетиши, ама да биде нон-стоп, да се одржаваат вакви фешти, вакви журки, да има поише рап, да не биде само не знам ова како беше некој че ми ночас направите клина сина, не знам што беше. Али у принцип нека има поише алтернативна музика. Јас сакав да кажам, вадам сега EP, спремам со DJ Ангело. Ке има негде околу 12 траки и би требало околу месец дена да излезе све тоа, па се надевам ке има респект. Тоа е тоа, очекувајте уште многу нови проекти, не немаше период, ама сега се враќаме уште појако. Појако ќе беше. Иван те сакам. Палај ка вас и јас те сакам, брат. Палај ново, момци, се гледаме од друга прилика и тоа е тоа, со стрекно. Дами и господа, добро вечер. Ние што го свиравме на Пиволенд, си поминавме супер. Пиволенд е една од најзначајните фестивали. Имавме прекрасен концерт од прилика саат време. Сакам ова се повтори, сакам да видам сите што бевте тука следен пат на следен настап. Имаме многу што да ви кажеме, само знаеме да свириме и дојдете проследете не во некоја поинтимна ситуација или во различно место следен пат. Знаеме да свириме и фестивалски и поинтимно, зависи кој што сака, можете да дојдете и да ни ги проследите на станите.
Сега моментално го свиревме целиот наш прв албум кој е концептуален воедно, се вика Shaping the Static. Свиревме и некој материјал малку од вториот за да го најавиме. Наскоро очекувате втор албум, очекувате нов сингл до есен и работиме цело време на случајот. Јас сум Давид од Project Orpheus, а вие бевте прекрасни. Останете така и гледате бла-бла. Полтин Расторе, брат, како си? Добро сум. Вие како сте? Одлично, како се осеќаш сега после концерт, после оваа добра... Задишано, не, се дише. Задишано, јас слушам се диша. Да не шириме темата, не се дише, ама задишано. Кажи ми, како си задоволен, како реагираше Многу сум публиката? задоволен, публиката реагираше преубаво. Од оние моменти кога нешто те мачи, тешко ти е приватно, ама публиката ќе те крени и ќе те види супер после. Ќе ти дај волја за утре. Гледам дека си истрпен доста, сигурно многу енергија си вложил за... Не сум истрпен, можам да работам се и физичка работа. Озбилно? Да. Уште еден концерт, може да измириш се? Сигурно. Озбилно? Да. Браво, сега чест. Кој си задоволен од организацијава Пиволенд и се што се дешаваше овдека? Па може и боле. Да? Нема фраке. До ракијата ли е па што не кажа бе ќе земевме да? Ситните работи го прават животот, така е публика. Кажи ми нешто ново од твоето, може ли да очекуваме скоро време класика прашање? Види, ние туркаме, вадиме, цело време работиме. Албум не знам кога, ама работиме на разни проекти, имаме документарец што треба да се појави. Од технички причини не е излезен. Сега работиме на еден игран филм. И така, и свириме многу. Одлично, да не те задржувам за крај, само кажи ми. Има ли нешто што сакаш да порачаш на публика, да каеш? Па сакам да ме поддржи, сакам да одам на олимписки рекорд на скок со мотка на 7-8 метри, така нешто. Smoke it up, making us look like criminals. You know that we don't give a fuck. Blame it on the giant Jamaican luck. Let the world become unsafe now. While we did those things legalized. Find it in nature is natural. Pop is the holy ground. These young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight.